имавте борбени дејства со талибаните? Лично да, имав искуствено 4 реални напади имав на истиот камп, значи 4 реални напади на талибаните. Да, 4 реални напади и од лош, полош и најлош што се вели градација. Многу имаат еволуирано во војна тактика, многу имаат еволуирано начинот и во како тоа го изведуваат, многу се по-стручни. Какви борци се? Зашто гледате, тие ја освоја власта во Афганистан, што се вели кокул од карти се сруши. И сега нели сите говориме дека афганистанската армија била лоша, дека се распаднала, дека тие бројки, дека имало 30.000 биле нереални, дека на крајот имала некаде 80.000 борци. Тоа нели се овие анализи кои ги прават светските медиуми, од Reuters, од Sky News и така натаму. Но никој не кажува какви борци се овие од талибанските структури, талибаните. Ве сте имале 4 конфликти со нив. Какви борци се талибаните? Идет на фактор на изненадување, реков, значи они прават исто и еволуираат во војната. Значи на почетокот го бев, они напаѓа со кола. Кола ти доаѓа и ти удара на влез. На влезот е нели секоја база е најјака на влезот. Они мислат дека има една врата, но после таа врата уште има 4-5 простори како лавиринти што не можеш да ги поминеш. Они мислејќи дека така два пати не удираат, 2012 мај месец беше и после 2017. Како ве удират? Мислам со прво иде со автомобил бомба. Да, со автомобил бомба. Иде автомобил бомба удара, они се на страна и после они влегуваат и секогаш во четврки. До сега во четврки работат. Некој го вози автомобилот бомба или Да, го вози и гине. И гине со со него иде, со него иде. Значи има човек во автомобилот и гине со него. И се залетува на вратата. Да, на вратата, точно на вратата. И ја првиот пат затоа што постап на камера имаме, ја промашува вратата, па се враќа во рикверс, убаво се паркира и се дига во воздух. И тој лета со колата. Да. Значи тој што вози. Да. И прави штета нормално на цивилно население, затоа што ние сме окружени со цивилно население, што многу ми е жал за. А рековте работат во четврки? Во четврки, да. И потоа чекаат четврка од страна и одма влегуваат. Значи има автомобил бомба, значи возач на автомобил бомба и 4 луѓе кои седат од страна. Да, со фул наоружување. И тоа многу јако. Затоа што јас тврдам, нормално нека тврда затоа што сум бил таму, имам и други работи, информации, имам релевантни со подсевни бацачи, значи на ракети тие на времето 30 мм што се под автоматска пушка со такви влегуваат, со такви почнуваат да пукаат, што прави страшен проблем. Прави експлозија. Да, па со ракети. Значи мора паника да направи. Па прави и влегувам, иде во пробив, докај може да се пробие. И сега имаме ние огради некои специјални што ја пропушта експлозијата, бластот го пропушта, ама човекот не може да помине. Значи четворица со бидо да влезат во базата, односно во приватниот камп. Да. Тие знаат дека ќе бидат убиени. Знаат. Дека е само one way ticket. Значи знаат дека ќе бидат убиени? Точно. И влегуваат. Тоа е јака психологија на колку се они посветени на идејата, на каузата. Спремни да загинат. Спремни. Они се отпишани. Они се самите од себе отпишани и влекуваат што поголема штета да направи. И ако не може на крај, он бомбата ја чува во него на крај. Да. И се разнесува. И се разнесува.